Намалувањето на функционерските плати не значи зголемување на платите на јавната администрација. Опозицијата ја замајува јавноста, изјави денеска на прес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Реално создадена е погрешна слика. Намалувањето на платите не значи покачување на платите за другите, бидејќи нивото на евентуалното намалување на 1200 и кусур не е доволно за 135.000 вработени во јавниот сектор. Тоа може да биде игра што сегашната опозиција сака да ја прави, но фактички е лажно ветување како што сме се навикнали во минатото да гледаме од актуелната опозиција кога беа на власт. На прашањето за временската рамка, кога работната група ќе излезе со предлози, како и во кој обем ќе се намалат функционерските плати, Битики изјави. Имајќи предвид дека дел од јавниот сектор е штрајкува и во очекување на намалување на парите на функционерите за да се зголемат нивните пари. Реков дека тоа е очекување кое е погрешно и некој едноставно сака такво очекување да креира, затоа што било кое намалување, ако има намалување, нема да биде доволно за да се покрие евентуалното зголемување на 135.000 вработени во јавниот сектор, затоа што зборуваме за 1260 избрани именувани лица. До крајот на годината сосема е известно дека ќе има нова распределба на буџетските средства, но Битики во овој момент не знаеше да одговори од каде би се кратело и за кои цели тие би се користеле. Стандардна операција која што се прави секојаш на крај на годината, се прави финалната прераспредел за да се максимизира ефикасноста на буџетот, тоест трошењето на буџетот. Таа се прави од прилика на 15 декември. Стандардна операција секоја година ја имаме, гледаме каде реално ќе имаме ниво на трошење подобро или полошо, тамо се крати. Нема одредени буџетски ставки кои што се таргетираат, туку едноставно се гледа секоја една буџетска ставка дали е возможна до 31 декември да се потроши на нивото на кое што е посакувана, а тоа е 100%, а ако не се кратат дополнителните средства за да се прераспределат тамо кај што е навистина потребно.